Девети дел. Можам да речем дека во основа летото можне брзо го смени друго лето. Знаев дека со настапувањето на првите жештини ќе дојде нешто ново за мене. Мојот случај беше определен за последната седница на поротничкиот суд, а таа седница завршува во месец јуни. Претресот почна кога надвор веќе печеше сонцето. Мојот адвокат ме уверуваше дека нема да трае повеќе од 2-3 дена. Впрочем, додаде тој, судот ќе брза бидејќи вашиот случај не е најзначаен. Има едно убиство на татко за кое ќе се расправа веднаш по тоа. Во 6:30 часот из утрината дојдоа да ме побараат и затвореничката кола ме одведе во судот. Двајца жандарми ме внесоа во една мала полумрачна соба. Чекавме седнати до една врата, зад која се слушаа гласови, повици, чкртање на столови и сета таа мешаница ме потсети на оние празници во квартот, кога по концертот ја уредуваат салата за да може да се игра. Жандармите ми рекоа дека требаше да се причекаат судиите и едниот од нив ми понуди цигара што ја одбив. Тој ме праша малку потоа, дали се плашам. Одговорив дека не се плашам и дори во известна смисла ме интересираше да видам еден процес. Никогаш немав таква можност во мојот живот. Да, рече вториот жандарм, но на крајот и тоа заморува. По малку време едно мало звонче одекна во собата. Тогаш ми ги симнаа лисиците. Ја отворија вратата и ме одведоа до обвинителната клупа. Салата беше преполна. И покрај завесите, сонцето се пробиваше делумно и воздухот беше веќе задушлив. Прозорците ги оставија затворени. Јас седнав и жандармите ме обиколија. Во овој момент забележав еден ред лица пред мене. Сите ме посматраа. Сватив дека тоа се поротниците. Но не можам да речем пошто се разликуваа едни од други. Имав само еден впечаток. Се наоѓав пред една трамвајска клупа и сите овие анонимни патници го демнеа новодојдениот за да откријат на него нешто смешно. Знаев дека е тоа глупава помисла, зашто ове не го бараат смешното, туку злосторството, меѓутоа разликата не беше голема и во секој случај таа мисла ми дојде на ум. Бев исто така малку збунет од присуството на сите овие луѓе во оваа затворена сала. Уште ја посматрав судската сала и не разликував никакво лице. Се чудам што во првиот момент не сватив дека сите овие луѓе се тискаат за да ме видат мене. Обично луѓето не обрнуваа внимание на мојата личност. Требаше да се напрегнам за да сватам дека јас сум причината за сето ово возбудување. Му реков на жандармот: "Колку луѓе?" Тој ми одговори дека тоа го предизвикале весниците и ми покаже една група што стоеше до една маса под клупата за поротниците. Тој ми рече: "Еве ги." Јас прашав: "Кои?" А тој повтори: "Новинарите." Тој познаваше еден од новинарите кој што тој момент го забележа и се упати кон нас. Тоа беше човек веќе во години, симпатичен, со лице што се набрчкуваше малку. Тој му ја стегна раката на жандармот со многу топлина. Во овој момент забележев дека сите тие луѓе се сретнуваа, се повикуваа и разговараа, како во некој клуб каде што се срекни, да се најдат меѓу луѓето од ист круг. Си го објаснив себе си исто така чудниот впечаток дека сум овде некој никаквец, сосема излишнец. Сепак новинарот ми се обрна смеејќи се. Тој ми рече дека се надева оти се ќе оди добро за мене. Јас му заблагодарев и тој додаде: "Знаете, ние малку го надувме вашиот случај. Летото тоа е мртва сезона во весниците. И беше само вашата историја и она за убиството на татко што нешто чинат." Потоа од групата од која дојде ми покаже еден млад човек што прилегаше на здебелена невестулка со големи очила во црни рамки. Тој ми рече дека тој е специјален дописник на еден париски весник. Тој не е дојден поради вас, впрочем, но бидејќи е задолжен да известува од процесот на таткоубиството, од него е побарано наедно да телеграфира и за вашиот случај. Тука уште пропуштив да му се заблагодарам, но јас мислев дека би било смешно. Тој ми направи срдечен знак со рака и не напушти. Чекавме уште неколку минути. Мојот адвокат дојде во адвокатската тога, обиколен од сите други колеги. Тој се упати кон журналистите и им ги стегна дланките. Се шегуваа, се смееа и изгледаа мошне задоволни.
се до моментот кога звончето одекна во судската сала. Сите луѓе си ги зазедоа своите места. Мојот адвокат дојде кај мене, ми ја стегна раката и ми советуваше да одговорам накусо на прашањата што ќе ми ги постават. На своја рака да не презимам ништо и да се подпрам врз него за се друго. Лево од мене чув шум на еден стол што се влечеше и забележав еден висок, танок човек, облечен во црвено со лорњон, кој седна грижливо наместувајќи ја својата тога. Тоа беше обвинителот. Еден вратар го најави доаѓањето на поротниците. Во истиот момент два големи вентилатора почнаа да брчат. Тројца судии, двајца во црно и третиот во црвено, влегоа со досиеата и одеа мошне брзо кон трибината што доминираше во салата. Човекот со црвена тога седна во средната фотелја, ја стави капата пред себе, ја избриша својата мала келава глава со крпче и објави дека претресот почнува. Новинарите ги држеа веќе пенкалата врака. Сите имаа рамнодушен и подсмешлив изглед. Сепак, еден од нив, многу помлад, облечен во сива облека со сина врска, го остави своето пенкало пред себе и ме погледна. Во неговото малку асиметрично лице јас ги забележав само двете очи, мошне светли што ме испитуваа внимателно, без да изразуваат при тоа ништо определено. И имав чуден впечаток како да се гледав самиот себе си. Може би поради тоа, а исто така и поради моето непознавање на обичаите на ова место, не сватив дека добро се што се случи потоа извлекувањето на поротниците со жребче, прашањата поставени на председателот на адвокатот, на обвинителот и на поротниците. Секој пат сите глави на поротниците ќе се свртеа истовремено кон судскиот совет. Брзото читање на обвинителниот акт, во кој ги препознав имињата на местата на лицата и новите прашања кон мојот адвокат. Но председателот рече дека најправен ќе пристапи кон прозивање на сведоците. Вратарот ги читаше имињата што го привлекоа моето внимание. Од пред малку безформената публика забележав како стануваа еден по еден за да исчезнат потоа низ една странична врата. Директорот и настојникот на домот за старци, стариот Томат Перес, Рамон, Масон, Саламано, Марија. Таа ми направи еден неспокоен знак, се зачитив што не го забележав уште порано, откако го чу своето име, последен се крена Селест. Покрај него ја познав малата постара жена од ресторанот со својот жакет и својот строг и решителен изглед. Таа ме посматраше интензивно. Но нема време за размислување зашто зеде збор председателот. Тој рече дека ќе почне вистинскиот претрес и дека смета за излишно да ја препорача на публиката да биде мирна. Според него, тој беше тука да раководи непристрасно со претресот на еден случај што сака објективно да го разгледа. Пресудата што ќе ја донесе поротата ќе биде во духот на правдата и во случај на намал инцидент, тој ќе нареди да се испразни салата. Жештината се зголемуваше и забележав како во салата присутните се ладат со весници. Тоа произведуваше мало продолжително шушкање на изгмечена хартија. Председателот даде знак и вратарот донесе 3 лепези испреплетени од слама што тројцата суди ги употребија веднаш. Моето сослушување почна веднаш. Председателот ми испрашуваше мирно и дури ми се стори со нијанса на срдечност. Уште еднаш морав да повторам своите генералии наспроти мојата раздразнетост, сметав дека во основа тоа беше доста природно, зашто е многу тешко да му се суди на еден човек место на друг. Потоа председателот ја почна приказната за она што бев го сторил, обрнувајќи се кон мене на секоја трета реченица, за да ме праша. Така ли е тоа? Секој пат јас одговарав. Да, господине председателе. Според упатствата од мојот адвокат, тоа траеше долго, зашто председателот употреби многу минути за својата приказна. За сето тоа време новинарите пишуваа. Го чувствував погледот на помладиот меѓу нив и онаа мала жена автомат. Трамвајската клупа беше сета свртена кон председателот. Тој кашлаше, го листаше своето досие и се сврте кон мене ладејќи се. Тој ми рече дека сега треба да ми постави некои прашања што се навидам без врска со мојот случај, но дека можеби се мошне поврзани.
Сватив дека уште ќе зборува за мама и истовремено почувствував колку ми е тоа непријатно. Тој ме праша зошто ја дадов мама во домот за старци. Одговорив дека е тоа поради тоа што немав пари за да платам некого да ја чува и да се грижи за неа. Тој ме праша дали тоа лично ми паѓаше тешно и јас одговорив дека ни мама ни јас не очекувавме ништо повеќе еден од друг, ни впрочем од никого и дека двајцата свикнавме на нашиот нов живот. Председателот тогаш рече дека не би сакал да инсистира на тој факт и тој го праша обвинителот има ли да постави некое друго прашање. Со грб полусвртен кон мене и без да ме гледа, тој изјави дека со дозвола од председателот би сакал да знае дали кај изворот се вратив сосема сам со мислата да го убијам Арапат. Не, реков јас. Тогаш зошто бил вооружен и зошто се врати точно на тоа место? Јас реков дека тоа беше случајно. И обвинителот забележа со злобно насловиње. За сега тоа е се. По ова беше малку збунет, барем мене ми се стори така. Но по известно договорување, председателот изјави дека претресот се прекинува и се одложува за попладне поради сослушување на сведоците. Нема време за размислување. Ме одведоа, ме качија во затвореничката кола и ме спроведоа во затворот каде што ручев. Помошне малку време, токму кога сватив дека сум изморен, тие се вратија да ме земат, се почна однова и јас се најдов во истата сала пред истите лица. Само жештината беше многу посилна и како по некакво чудо секој од поредниците, обвинителот, мојот адвокат и неколку новинари беа се снабдиле исто така со лепези од слама. Младиот новинар и малата дама беа постојано тука, но тие не се ладија и ме гледаа се уште без збор. Ја избришав потста што ми го облеваше лицето и не бе свесен за местото и за себе си, се дури не чув да го повикуваат управникот на домот за старци. Го прашаа дали мама се жалела на мене и тој рече дека се жалела, но дека во известна смисла тоа е манија на неговите пансионерци да се жалат на своите блиски. Председателот побара од него да каже точно дали таа му префрлувала поради тоа што ја дал во домот за старци и директорот уште еднаш рече да. Но овој пат директорот не додаде ништо. На едно друго прашање, тој одговори дека бил изненаден од мојата мирнотија за време на закопот. Го праша што подразбира под тоа мирнотија. Директорот тогаш го погледна врвот на својот чевел и рече дека јас не сакав да ја видам мама, ниеднаш не заплакав и отпатува веднаш по закопот без да се задржувам на гробот. Уште нешто го изненадило. Службеникот од закопниот завод му рекол дека јас не сум знаел колку години има мама. Еден момент настана тишина и председателот го прашуваше дали тоа го зборуваше за мене. Бидејќи управникот не го разбра прашањето, тој му рече: "Тоа е законот." Потоа, председателот го праша државниот обвинител дали сака да му постави прашање на сведокот, а обвинителот извика: "О, не, ова е достатно." Толку гласно и со таков победнички поглед, насочен кон мене, што за прв пат по толку години добив глупава желба да плачам, зашто чувствував колку бев презрен од сите овие луѓе тука. Откако ги праша поредниците и мојот адвокат дали имаат да постават прашања, председателот почна да го распрашува вратарот. За него, како и за сите други, се повтори истата церемонија. Пристигајќи, вратарот ме погледна и го сврте погледот. Тој одговори на прашањата што му ги поставуваа. Тој рече дека не сум сакал да ја видам мама, дека пушев, дека спиев и дека пиев бело кафе. Тогаш почувствував дека нешто што ја крена целата сала и за прв пат сватив дека сум виновен. Бара од вратарот да ја повтори приказната за кафето и онаа за цикарата. Државниот обвинител ме гледаше со иронична искра во очите. Во тој момент мојот адвокат го праша вратарот дали и тој пушел заедно со мене. Но обвинителот стана енергично против тоа прашање. Кој е тука злосторникот и какви се овие методи што се состојат во тоа да се валкаат сведоците на обвинението за да се ослабнат сведоштвата кои се можне тешки? И покрај се, председателот побара од вратарот да одговори на прашањето. Стариот рече со еден збунет израз: "Знаев добро дека сгрешив, но не смеев да ја одбијам цигарата што ми ја понуди господинот."
На крајот ме праша мене дали имам нешто да додадам. Ништо, одговорив јас, само тоа дека сведокот има право, точно е дека јас му понудив цигара. Враторот тогаш ме погледна со мало чудење и еден вид благодарност. Тој се двоумеше, потоа рече дека тој прв ми понудил бело кафе. Мојот адвокат шумно ликуваше и изјави дека поротниците ќе го имаат тоа предвид. Но обвинителот заграме над нашите глави и рече: да, господата поротници ќе го имаат тоа предвид и тие ќе заклучат дека еден тук човек можел да понуди кафе, но дека на син требало да го одбие пред телото на она што му го дала животот. Враторот повторно седна на својата клупа. Кога дојде ред на Томас Перес, враторот требаше да го придржува до преградата. Перес рече дека добро ја познавал мајка ми и дека тој ме видел само еднаш на денот на закопот. Го прашуваа за она што сум го правил тој ден таму и тој одговори: сватете, мене лично ми беше многу тешко, тогаш ништо не забележав. Тагата ме спречи да видам, бидејќи е тоа за мене тешка тага. Дури и се онесвестив. Тогаш не го видов господинот. Државниот обвинител го праша дали барем ме видел да плачам. Перес одговори дека не ме видел. Обвинителот тогаш рече од своја страна: господата поротници ќе го имаат тоа предвид, но мојот адвокат се налути. Тој го праша Переза за еден тон што ми се стори претеран, дали тој видел дека јас не сум плачал. Перес рече не. Публиката се насмеа и мојот адвокат, запрегнувајќи го едниот ракав, рече безпоговорно: ете ја сликата на овој процес, се е вистина и ништо не е вистина. Обвинителот имаше безизразно лице и со молив одбележуваше нешто на насловите на своите досиеа. По 5 минути прекин, кога мојот адвокат ми рече дека се оди најдобро, го сослушуваа Селест што беше наведено од одбраната. Одбраната тоа бев јас. Од време на време Селест ке фрлеше поглед кон мојата страна и вртеше една панамена крпа меѓу раците. Тој носеше ново облекло што го облекуваше известни недели за да оди заедно со мене на коњски трки. Но сметав дека не можел да ја стави својата јака, зашто носе само едно бакарно копче со кое му беше закопчена кошулата. Го прашаа дали бев негов клиент, а тој рече да, но исто така тој ми беше пријател. Потоа, што мисли за мене, а тој изјави дека сум човек што подразбира под тоа и тој изјави дека сите го знаат тоа што сакаше да го каже. Тој беше забележал дека сум затворен човек и призна дека сум зборувал само тогаш кога сум имал нешто да рече. Државниот обвинител го праша дали сум го плаќал својот пансион редовно. Селест се насмеа и изјави: тоа се подробности меѓу нас. Го праша уште што мисли за моето злосторство. Тој ги стави тогаш раците врз оградата и се гледаше дека нешто има приготвено, па рече: за мене тоа е несреќа. Несреќа? Цел свет знае што е тоа. Тоа ве остава без одбрана. Е добро, за мене тоа е несреќа. Сакаше да продолжи, но председателот му рече дека е тоа доста и дека му се заблагодаруваат. Тогаш Селест остана малку вчуден, недовиден и тој изјави дека би сакал уште да зборува. Од него побараа да биде краток. Тој уште еднаш повтори дека е тоа несреќа и председателот реше: да, тоа се подразбира, но ние сме тука да ги судиме несреќите од овој вид. Ние ви благодариме. Како да беше го исцрпал сето свое знаење и сета своја добра волја, Селест се сврте на кај мене. Ми изгледаше дека неговите очи блеска и устните му трепереа. Имаше израз како да ме прашува како може уште да направи. Јас не реков ништо, не направив никако движење, но за прв пат во својот живот сакав да бакнам еден човек. Председателот уште еднаш му нареди да ја напушти оградата. Селест појде да седне во салата. За време на остатокот од претресот, тој остана тука, малку наведнат напред со лакти врз колената, капата меѓу рацете, да слуша се што се зборуваше. Влезе Марија. Беше ставила капа и беше уште убава, но повеќе ја сакав со распуштена коса. Од местото каде што бев ги надзирав незините мали гради, ја познав незината долна полнечка уста. Изгледаше мощна и нервозна. Веднаш ја праша од кога ме познава. Таа го назначи времето кога таа работеше кај нас. Председателот сакаше да знае какви беа незините односи со мене. Таа рече дека ми била пријателка.
На едно друго прашање таа одговори од е вистина дека требало да се омажи за мене. Обвинителот кој прилистуваше едно досие нагло ја запраша од кога датира нашата врска. Таа го назначи датумот. Обвинителот индиферентно забележа дека му се чини од тоа првиот ден по смртта на мама. Потоа тој рече дека со извисна иронија дека не сакал да инсистира на тоа чувствително прашање, дека добро ги разбира обзирите на Марија, но и овде неговиот акцент стана потврд, дека должноста му налага да ја издигне над вообичаените обзири. Значи тој ја замоли Марија да го резимира оној ден кога сум ја запознал. Марија не сакаше да зборува, но на инсистирање на обвинителот, таа раскажа за нашето капење, за одењето на кино и средбата наша кај мене. Државниот обвинител рече дека по изјавите од Марија на сослушувањето ги прегледал програмите за тој ден. Тој додаде дека сама Марија ќе каже кој филм се прикажувал тогаш. И навистина со речиси безбоен глас таа рече дека тоа беше филм со Фернандел. Полна тишина завладеа во салата кога таа сврши. Тогаш се крена обвинителот, можете сериозен и со глас што метав за возбуден. Покажувајќи со прст кон мене, тој полека изговори. Господа поротници, утредента по смртта на својата мајка, овој човек се капе, почнува една недозволена врска и оди да се смее на еден комичен филм. Ништо повеќе немам да ви кажам. Тој седна, а наоколу беше се уште тишина. Но наеднаш Марија залепа и рече дека тоа не е точно, дека тоа беше нешто друго, дека ја приморале да зборува спротивно од тоа што го мисли, дека добро ме познава и дека ништо лошо не сум сторил. На знак од председателот вратарот ја одведе и претресот продолжи. Потоа одвој го сослуша Амасон кој изјави дека сум чесен човек и би додал дека сум благороден човек. Одвој го сослуша и Саламано кога ги подсети дека бев добар кон неговиот пес и кога на едно прашање за мајка ми и за мене одговори велејќи дека немав повеќе ништо да ја кажам на мама и дека поради тоа ја дадов во домот за старци. Треба да се разбере, рече Саламано. Треба да се разбере. Но изгледаше дека никој не разбира. Го одведоа. Потоа дојде на ред Ремон, кој беше последен сведок. Ремон ми даде мал знак и веднаш рече дека сум невин. Но председателот изјави дека не барале од него проценување, туку факти. Тој го покани да чека на прашањата и да одговара. Побараа од него точно да ги определи своите односи кон жртвата. Ремон ова го искористи за да каже дека овој него го замразил откако ја плеснал неговата сестра. Меѓутоа, председател го праша дали жртвата имала право да ме мрази. Ремон одговори дека мојата присутност на плажата беше резултат на една случајност. Обвинителот го праша тогаш како дошло тоа писмото што беше во почетокот на драмата да биде напишано од мене. Ремон одговори дека е и тоа случајност. Државниот обвинител одврти дека случајот на овој настан имал веќе многу недела во својата совест. Тој би сакал да знае дали било случајно што јас не сум интервенирал кога Ремон ја плеснал својата љубовница. Случајно што сум послужил како сведок во комисаријатот, случајно уште што моите изјави на сведочењето се направени од чиста љубезност. На крајот го праша Ремона од што живеа, бидејќи овој одговори магационер, државниот обвинител им изјави на поротниците дека е општо познато оти сведокот е подведувач. Јас бев негов соучесник и негов пријател. Се работеше за една гадна драма од најниско ниво, дотолку потешка што имале работа со морално чудовиште. Ремон сакаше да се брани и мојот адвокат протестираше, но му рекоа дека државниот обвинител треба да го пуштат да заврши. Овој рече, малку имам да додадам. Беше ли тој твој пријател, го праша Ремона. Да, рече овој, тој ми беше другар. Државниот обвинител му го постави тогаш истото прашање и го погледна в Ремона, кој не ги сврте очите. Одговорив да. Тогаш обвинителот се сврте кон поротниците и изјави. Истиот човек кој утредента по смртта на својата мајка се предал на најсрамен разврат, убил човек поради беззначени причини за да ликвидира една афера со нечуени постапки. Тогаш тој седна. Но мојот адвокат на крајот од своето трапение извикна кревајќи раце, така што ракавите се лизна откривајќи дипли од неговата калосана кошула. Најпосле, дали е обвиден поради тоа што е сохранил својата мајка или дека убил човек? Публиката се насмеа,
Но обвинителот пак се крена, се загрна со својата тога и изјави дека би требале да бидат наивни како почитаниот бранител да не го чувствуваат дека меѓу овие две групи факти има длабока, возбудлива и суштинска врска. Да, извикна тој силно, го обвинувам овој човек што ја сохранил мајка си со срце на злосторник. Оваа изјава изгледа остави силен впечаток кај публиката. Мојот адвокат ги крена рамениците и ја избриша потта што му го облеваше челото. Но самиот тој изгледаше поколебан и сватив дека работите не се одвиваат добро за мене. Претресот беше прекинат. Излегувајќи од судот за да се качам во колата за еден краток момент, го почувствував мирисот и бојата на летната вечер. Во мракот на мојот подвижен затвор, како на дното од мојата умора, пак ги најдов еден по еден сите оние познати шумови на еден град, што го сакав и на еден извесен час кога ми се случуваше да се почувствувам задоволен. Извиците од продавачите на весници во веќе посвежиот воздух, последните птици во скверот, нудењето на продавачите на сендвичи, стенкањето на трамваите на свиоците од градските укорници и ова жуборење на небото пред да се спушти ноќта над пристаништето. Сето тоа придонесуваше како слебец да го доживеам патот што го познавав добро пред да влезам во затворот. Да, тоа беше часот кога веќе одамна се чувствував задоволен. Она што ме чекаше тогаш секогаш беше лесен сон без ништа. Па сепак нешто беше се изменило, зашто во исчекување на утрешниот дел повторно се најдов во својата самица. Како непознатите патишта исцртани на летното небо да можат да водат во затвори како и во невини сништа.